Блиндирање, претекнување, па дури вербална расправија. Ова се ситуациите кои ги поминавме во Зеки согласно поставените знаци по левата лента на 30 километри пред граничниот премин Табановце. Почитувајќи ги сообраќајните правила поставени на автопатот кој се користи најчесто како транзитна рута кон Грција, повеќе странски автомобили, но и македонски возеа над дозволеното. Забележавме и возила кои почнаа да намалуваат брзината откако видоа знак за поставен видеонадзор на коридорот. Безбедносниот систем втор ден како ги регистрира и странските возила. Сега во системот се внесени и старите казни кои ги направиле во периодот од кога почна да функционира Safe City. Тоа им се кажува на граница и најголем дел од возачите сакаат веднаш да платат, но ниту еден не признава дека возел побрзо од пропишаното. На граница нервозни се жалат дека не ги известиле зошто се казнети, а тврдат дека не знаеле ниту за безбедносниот систем, иако пред секоја камера на автопатите има табла која известува за мерење на брзината. Ја нисам возил брзо. Нисам возил на брзо. Па не могу да се возил брзо. Не сте знали дека има Safe City систем? Нисам знал. Нисам знал. Двоје деце у ауто мали. Или не може лепше вода се некако изведе? Треба да поштуете све луѓе кои плаќају путарину идучи на море у Грчку, значи ми се не задржуваме во вашој земји, још нас ово сачека на излаз, заиста нема смисла. Додека екипата на телевизија Алфа беше на граничниот премин Табановце, освен постојните два наплатни шалтери, беше отворен уште еден за да се растерети гужвата. При приближување кон граничниот премин имаме поставено повеќе паметни камери кои што ги читаат таблиците на возилата и врз основа на информацијата која што ја добиваме во рамки на контролните места, ги тргаат на страни и ги селектираат само оние управувачи на моторно возило кои што сториле сообраќајен прекршок. Тринава негде околу 8 часот, до тој момент имаше негде околу 500 казни кои што беа наплатени од страна на Министерството за внатрешни работи. На коридорот 10, од кога се зголеми фреквенцијата на странски возила, полицијата улови десетици со брзина двојна над дозволената. Во текот на целата летна сезона, од полицијата на терен се присутни и така наречените пресретнувачи кои што ловат странски возачи кои што возат над дозволената брзина. Според Тошковски, кога ќе се создадат услови, истиот систем ќе се постави и на другите граници. Ги зајакнуваме капацитетите, тргнавме со една лента, сега се ставени во функција 3 ленти, тргнавме со едно наплатно место, во моментов имаме 5 наплатни места, за кратко време ќе имаме и 7 наплатни места. Безбедносниот систем од февруари почна да функционира во Скопје, Тетово и Куманово, коридорите 8 и 10, а од минатиот месец и на автопатската делница помеѓу селата Горенци и Требеништа во општина Дебарца. Последните технички проверки се прават за Охрид и регионот, како и за Велес.